Два пати се го прогласува едно исто заштитено подрачје за заштитено. То поќе ќе го заштити, ако прогласите уште една за заштитено. Значи, слушајте луѓе, 32.751 евро за средства за подмачкување. Најверојатно луѓе вазелинче е ова, да знаете. 1, 2, 3. За мене тој е храбар човек, нормално, со сите мани, со сите несовршености, но каков треба да сте денес? Што е совршеното? Кој е идеалното? Кој е исправното нешто кој еден македонец треба да го прави? Брат Гоце, добро утро. Добро утро, брату. Како си? Одлично, те чекам тебе да дојдеш до Охрид, да ти покажам и убавите и грдите страни на Охрид. Ајде се гледаме за еден час, таму кафе спреми. Готово, те чекам. Поздрав голем. Поздрав Гоце, чао. Чао. Ајде, добар ден. Ајде, добро. Добре, Те нашол. Добре, дојде, брату. Ајде, ојме. Како е, брате? Одлично, добро е колку што се може да се биде добро. Ојме да те носам, да видиш македонците кај живеат, кај имат школа без деца, ојме во Лакочереј. Овако чере. Тоа беше село, брат, така? Да, Охридско село, што порано имаше многу луѓе, ама денеска, за жал, кои многу други села, пола луѓе се иселени од таму, така да имам пријателчина што работа на реновирање на тоа старото школа, ќе да го дзирниме да го видиме кај живеа македонците, како живеат. Значи се кандидираш повторно за градоначалник, Гоце? Повторно независен кандидат, овој пат не сме, значи тако, јас сум независен, овие другиве по автоматизам се зависни, пошто тие се кандидирани од партии што зема многу пари од буџетов, наши пари. Јас давам од джеб за да можам на луѓево да им ја кажам вистината, да што медиумиве, јавниве медиуми, лево. Јавниве медиуми не кажува вистина, кажува пропаганда, купени се. Јас ги викам медиумски проститутки. Исто кој што ги имаме политички проститутки, имаме медиумски проститутки и од таа причина се кандидирав. Од минатиот пат до денеска знамето појќе се веј, нашиот забранет символ. Мислиш во Охрид? И во цела Македонија се ваѓа на секоја свадба, се ваѓа сонцето наше. А нама со овие политичари наши, брат, сонце баравне, искра не видовне. Не уништија скроз. Минатите избори Гоце освои 1450-60 гласови, скоро и повеќе, ако не се лажемо, 4% од целокупното гласачко тело во Охрид. Так, околу 4-5%, 1376 гласа. Специфично е тоа што имаше многу неважечки ливчиња, мнозинството неважечки ливчиња. Бев јас заокружен и еден од другите против кандидати. Јас и третиот против кандидат. На ниједно двајца овие против кандидати е Пецаков и Константин. Тоа е статистички невозможно, ме разбираш. Знам дека и таму имаше малверзации. Имав состанок со овие од ОПСЕ, со тој Кога, оваа година? сега пред 2 недели. Ме интересира што им порача таму, Гоце. Ами, тој Матео Мекачи се вика, го прашувам, што си му викам типо националност, ми вика италијанец, некоја италијанска радикална партија, директор на ОПСЕ на ОДИХР во Македонија, наблюдувачи во случајов на избориве. Се сретнаа сите политички партии со него, така? Так. Меѓу кои ти како... Така, тој беше со уште Која партија? 3 други, некоја чехинка таму, некоја од Словенија. Му кажувам, ова е шарада од избори, ме разбира, све е фарса. Го прашувам што си по националност италијанец. Јас му викам гледај на лична карта бев македонец, сега на нова лична карта по националност сум граѓанин. Исто и на пасошот пишува граѓанин по националност. Му викам каква националност е таа граѓанин, ме разбираш? Не постои граѓанин, на шо сме ние граѓани. Вика жали се, кај да се жалам, викам кај вас, на волкот да му се жалам што ги јади овците или јагнината, да направиме договор со волкот да не јади појќе. Не е проблем, викам, ќе ви се жалам, јас секако имам за жалење уште сега, ама не верувам дека ќе вроди со резултат, зашо вие сте тие што ни носа и волк и недемократски мерки, не следење на избори. Кај бевте, му викам, за референдумот? Или имаше полнење кути 90% излезеност? Кај бевте тогаш, му викам, за тие гласања? И ќутат, разбираш? Ова е, вика, лош почеток. Абе, оставите, му викам, почетокот, не ми е гајле, му викам, јас да оставам добар впечаток кај вас. Важно ми е да ви ја кажам вистинава, па вие како сакате сватете, му викам. Нас ко нација не избришаа и јазик немаме појќе, му викам, немаме македонски јазик. Јазикот е јазикот на граѓаните на Северна. Националност граѓани. Така да, му викам, нема потреба, му викам, вие да... Значи многу забавно сте си поминале со италијанци. Многу, уште од старт ја почнавме работа на Чош.
Ама знам кои се тие и сакав да им кажам кои сме ние. Ние сме тие што го држа факелот на македонштината, жарчето живо. Знаат мукам, ни еден од другиве кандидати во Македонија нема да ти го направи муаве што ти го правам јас. Јас ти ја кажувам вистината, сите други ќе ти се улижува, ќе ти прави лице. Јас мукам не ти правам лице, јас сум тој што сум. Македонец. И да знаеш дека мукам со македонец правиш муаве. Гоце, да, реално и мене ми изгледаш малку, како да кажам, чудно делуваш за просечниот македонец, да не кажам радикално, во твоите јавни настапи, ама неспорно е дека си чесен македонски патриот. Ами, суштината на она што ја кажувам јас е важна, не формата. За формата се фаќа оние квази интелектуалци или ја ги викам манипулатори, што сака да ви го одвлече вниманието од суштината. Се фаќа за формата на кажаното, а не за она што е кажано и вика како е кажано, а не што е кажано. Разбираш? Ја можам и да го опцувам, да му речам тргни се од на улицата, кола ќе те изгази и сега тој ќе се кара со мене зошто сум го опцул, тргни се од колата, од батистопанката, ќе ти изгази кола, дури се кара тој за начинот на кој што сум го кажал, го изгазила колата. Разбираш? Значи поентава ми е суштината на она што го кажувам да стигне до мнозинството на луѓе. Те примали народов, Гоце. Значи од една страна мислам дека има луѓе кои доста те исмејуваат, друга страна дека има и луѓе кои лажно те поддржуваат. Има и такви, најчесто се штаботоми. Не заборавај дека имаме ние преку 200.000 јавна администрација. Множија по минимум 20-тројца, тоти се околу 500.000 гласачи. Ние сме држава владеена од јавна администрација. Разбираш, се вработува На луѓе. кого мислиш тоа штаботоми, кога викаш? Кои се тие штаботоми? Тие се оние лоботомирани штаботоми. Разбираш, што се продале душата своја за 200-300 евра плата. Разбираш, му дале некоја функција во општина или во некој јавно предпријатие за да ги гласа, главени од нив. Нема глас тие, се како да подчинети на еден начин. Зашто ако не игра како што му кажува, ќе го избрка од работ. И такви има многу во Македонија за жал. Јас работам граđевина и резбам, имам CNC машина дома и плюс си работам граđевина, така си ранам фамилијата и не сум зависен од никој човек. Разбираш, мене ништо не може да ми направат. Зелено џамче му реков за мене, само може со тоа, ништо друго. Немојте, куќата ми изгоре после минатите избори, не знам дали знаеш, еден месец после минатите избори куќата од 5 спрата стана 2 спрата, 3 спрата ми изгоре, среќа мајка ми татко ми се живи. Од 2 сата од вечерта пожарот се случи. Што е тоа, подметнат пожар? Не знам, Господ дават, Господ зема, тој нека суди, ја не сакам да грешам душа дали е настанато од електрична инсталација или од оџакот или некој подметнал. Важно имаше огромен пожар, преку 80 тона шут излезе од куќата. Важно татко и мајка ми се живи, материјалната штета се надополна со помош на патриоти македонски од Македонија, другари, пријатели патриоти од Њу Џерси кај што живеев, кај што работев, пушти и тие некој динар кладовме нов покрив, се реновира куќата. Ќе одиме и таму. Тоа е преку планинава пред нас. Мајка ти и татко ти исто биле патриоти и всушност тие пренеле патриоштината кај тебе. Абе, брату, круша под круша паѓаат, ме разбираш. За разлика од овие што не владеа, повеќето од нив се наследници, внуци на бивши удбаши. Од кого сакате почните? Разбираш, од Муцински, од овај Николовски Охрид, од Мицковски, све што не водат сега се измешаа и тие што беа порано СДС сега се ВМРО, тие што беа ВМРО ојдоа некои во СДС, другите се подчинети, така да Гоце, вака кога те слушам, испаѓа дека работава е дека со 90% од народот во Република на Македонија, македонскиот патриот си има проблем. А од друга страна, во едно твое неодамношно интервју велиш, имам голема поддршка, 90% од луѓето ме поддржуваат, а само 2% или 10% не ме поддржуваат. Сега, нели е малку тоа контрадикторно? Од една страна велиш, немаме народ на кој можеме да се подпреме или да поведеме некаква иницијатива, ете да не речем револуција, од друга страна велиш, па народот ме поддржува. Како го објаснуваш, како го гледаш сега ти тоа? Ами, треба да почнеме од фактот дека кај нас излезеноста е 50%, што значи од 21 излегува на гласање. Тие вторите 50% што не излегува, верува дека нема за кого да гласа. Ево во случајов јас се кандидирав ко независен во Охрид, барем во Охрид и во Битола ќе има за кого да гласа. Нема политичка партија човек, има 63 партии, меѓу кои ниту една не се залага за македонските национални интереси. Сите се залага за личен интерес. За нив Бог е зелен и сонцето изгреват на запад. Разбираш,
ЕУ и НАТО им се свети наместо Македонија. А нели мислиш дека може да има врска и геополитиката, случувањето околу, дека всушност ние сме во една позиција кај што можеби не сме толку злонамерни колку што сме всушност немокли. Дали си размислувал така? Сега не да го сватиш ова како оправдување кон владеачките партии. Така, моќта ја дава и ја зема народот, брат. Значи, овие 50% што излегува, тие гласови од тие 50% се дела на сиве партии, што ги знаете. Другиве што не излегува, јас донив, надежта ми е во нив да ги мотивираме да излеза, да глас за онаја македонска опција што во моментов не постои на пазаров, македонски политичкиот пазар, пошто политичкиот партии кај нас има монопол и со пари и со застапеност. Ние немаме македонците тезга на политичкиот пазар, партија што би била некорумпирана, би се борела за македонските национални интереси пред се. Си бил член на Левица, ете, тие се декларираат како македонци кои ќе го срушат преспанскиот договор. Подоцна, колку што сум информиран, ја напушташ Левица. Кажи ни малку зошто го правиш тоа? И јас мислев дека Левица се промакедонски настроени, ама тие се прокомунистички настроени. Во комунизмот нема црква, нема нација, не признава, нема фамилија. Значи државата ти е и мајка и татко во комунизмот. Сега јас не остапувам од патов мој Божи, тој е вистинитиот, тој е праведниот пат. Разбираш, лажниот пат. Сите грешиме, така? Грешиме, арно, ама треба да се држиме до начелата, до македонштината. Разбираш? Ама Гоце, нели мислиш дека е проблем тоа да се држиме до начелата, до македонштината и со тоа што се групираме, всушност секогаш и повторно влагаме во едната иста грешка со години наназад. Еве, ти си бил член на Левица, си погрешил, така? Не бев член, бев поддржувач. Добро, си бил поддржувач, симпатизер. Да не се фаќаме сега за тангента или за запирка. Претходно, да речеме, си гласал за ВМРО ДПМН, во Охрид, кај што биле Сашо Василевски, Љубен Арнаудов од Вевчани и така натаму, кои гласаа, нели, за промената на името. Како да излеземе од ова вечно грешење, каде што стануваме неодбранливи, немаме, го губиме образот со текот на годините и цело време велиме се подпираме на некоја македонштина, ама всушност кој ќе видиш и дали некогаш постоело било каква македонштина изминатие 30 години. Постоела македонштина, арно, ама луѓето кои биле начело на тие партии немале интегритет личен и ги купиле со пари, кој Лупчо, кој Доста, кој такви некои, ме разбираш, кој Василевски, кој овие. И сега ние во случајот сме излажани, верувавме дека гласаме за македонска, промакедонска опција, не корумпирана, испадна дека не биле македонци, дека не продале. Ама исто така важи и за гласачите на СДСМ, така? И потенцијално овие што ги избориш ти комуњари. И они можат да кажат и ние сгрешивме што гласавме за Заев, тој не излажа и сега тоа е. Разбираш? Ќе бидеме од денес патриоти. Оке, колку пати може да сгреши човек? Еднаш како ти излажа, ти вториот пат не купуваш таму производ. Разбираш? Значи, затоа овој пат луѓе со прстот нагла начело да мислите за кого гласате. Неколку членови, симпатизери на Движење Бойкотирам кои ги познавам, знам дека немаат извадено лични карти и пасоши со Северна Македонија. Меѓутоа, за тебе знам дека имаш извадено лична карта со Република Северна Македонија и нели мислиш дека со тоа на некој начин ја бетонираме или му даваме аргумент на оној кој е со спротивставено мислење од нашето да не подсмева или да не гледа во една позиција каде што немаме некој аргументиран излез од целата ситуација. Како го гледаш тоа? Мора да преживееме. Значи, не може без документи јас ни да се кандидирам за вие да гласате за мене. Единствен начин да се кандидира човек е да има официјален документ. Порано или покасно сите ќе мора да извада официјален документ за да може да функционира. Во спротивно да се преселиме в планина, ме разбираш? Така нема бегање од тоа, тие се документите, ние мора да се бориме да ги смениме тие документи и да се бориме да ја вратиме македонската нација и на пасошот и на личната карта и во изводите и секаде кај што ја избришеа. Со една нота, само волја треба кај политичариве, арно, ама нема волја, изгледа се подмачкани, платени, за да не го раскина и затоа не го раскинува. Но дали мислиш дека тоа е брз или спор процес? Да речем, јас мислам дека е спор процес и дека не толку брзо тоа може да се случи било каква промена на тоа прашање, бидејќи самата промена не е да го свибнеш знамето од општината па да се поништи Северна. Значи, тоа треба сепак да оди преку некои органи државни, судски,
преку народот и така натаму. Значи тоа не е едноставен процес. Баш преку народот. Ако народот ме избери мене, јас сум народен избраник Добро. и како таков имам суверенитет и интегритет. Значи ти мислиш дека ако ги добиеш гласовите на Охриѓани, ти всушност ќе дадеш пример и за останатите градоначалници колку и да се низ територијата на Македонија да го направат истото дело што ти ќе го направиш. Претпоставам дека ќе направиш нешто во првите денови или во почетокот на твојот мандат што ќе биде поврзано со националните интереси, иако сега овие се локални избори. Што ќе направиш ти као градоначалник во почеток на твојот мандатот во врска со ова прашање? Првин со Хебла ќе ја тргнеме таблата северна. Ево продавни се овдека. Со Хебла ќе ја тргнеме северна и ќе поставиме знамето македонско. Добро? И од тука ќе се бориме на секој можен начин за враќање на македонското име, идентитет во Охрид и ќе служиме како пример, како светилник за да им дајме храброст на сите други градоначалници да знаат дека ништо не им може. Што ќе ви направат бе луѓе? Ќе ве пуштат Страсбург, ќе се тужите со нив. Разбираш што? Ќе изгубат и таму, пошто Преспански е против меѓународно право, се коси со меѓународно право, се коси со македонскиот устав, е против законски, против уставен акт. Како таков не може ништо да ви напрати насуд, ме разбираш? Така да, мојме ние да почнеме од една општина, да дајме пример за другите и после ќе биде ко домино ефект, ќе победиме во сите други општини, ќе се врати Македонија, едно по едно. Само треба да се охрабри овој народ. Треба да му се дај пример дека се може, ако се сака. Нашиве политичари немаат волја, нити па сака. Ево го школото пред нас, само заборавивме се од теб да земеме. Сега ќе донесам кај да ги видиме македонците. Македонците. Да, Право? право. Кај да паркирам? Право, тука од лева страна се македонците. Почитувани граѓани на Северна, жал ми е што не можам да ве наречам македонци. Македонците умреа. Умреа во овој концентрационен логор наречен Северна Депонија. Овој етноцид за етноцидов може да му се заблагодарите на Заев и на Мицкоски за поддржување на кривичното дело Северна. Нема ни јазик македонски појче. И истите тие што ве избришаа и вас и мене ко македонци, ко нација, ко јазик, ко култура, бара од вас да го дајте гласот за нив, за истите 30 години што не владеа и што не множа со нула и што не крада преку тендери, преку на секој можен начин. Така да размислете убаво за кого ќе гласате овај пат. Ќе ги казнел Господ. Да, Господ ќе казни ако му поможиме ние на Господа. Значи нема казна. Ќе чекаме на кармата. За џабе не викале земји од третиот свет, е за вакви работи. А во Тунгузија го нема тоа. Се нарекуваме цивилизација. Која цивилизација? Ево ти автопатов, ево ти е депонија. Ова гори навечер. И цел град смрди на пластика, а ние си дишиме. Сум бил дилер, не можам јас да дилам да се надпреварувам со инспекторите од полиција. Не ќе се нервира човек. Не ќе има апатија, не ќе бега од ова држава. Шо е ова бе? Охриде бре, ѓубралиште му е. Депонијава ви е директно до автопат. Ено го автопатот, ено го езеро, на 500 метра од овде. Му треба некому душек да си дојде, да си зејте. Све е за лични интереси, краткорочни, на наша долгорочна штета, луѓе. Здравието ни го зедоја. Испоумреа луѓе, си замина половина другари мои. Пола фамилија ми си ојде, е од вакви работи. Северна Депонија ви ова луѓе. Со овие политичари вакви работи ќе гледате. Низ цела Македонија. Сега ќе почне и ѓубре да увезува уште појче. Од Европа. Пошто малку имаме ѓубре ние кои што гледате, уште ѓубре ни фали. Пак да ги гласате. Малку вие. Гоце е вегета она што го знаеме, свој.
ќе те сослушат ако треба нешто да му кажеш, ама решението е негово. Тој си е свој на своето, нема кај него мрдање. Дури ни на собствените луѓе околу него нема да им простат ако грешат нешто. Блокиравме. Ти ја држиш Јас- сликава со јас- револуционерите? Јас сум во комитско облечен тука. Да. Значи, ова е Крушевскиот манифест како транспарент со ликовите на македонските револуционери кои Митко Капетано го носел на Меджитлија за време на 91 година блокадите на границата која беше со Грција. Добро, Митко, што сакаше како порака да испратиш тогаш на овие протести со овој транспарент? Да се свестат грците, пошто они се мајка на Европа, да се свестат другите народи да не ги потапшуват, затоа што секој има право да живее како свој народ. Па дали се свести, не знам, јас им испратив пораки тогаш. Не избриша од името, не избриша и од презимето, картата европска не избриша, како македонци и како Македонија не поставија северњаци, знамето ни го сменија, името ни го сменија и само плакомене по пари. Само пари, 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 пари. Не гледат оти утре не се вика по неговото име. Зато тука не се игра со овие работи многу. Сакат да со него не ме сакат. Кај да одиш? Скопје. Мишо, со здравје ќе се видиме утре. Поздрав, среќа. Фала ти. Ајде, момчки, поздрав. Ајде. Среќни идеи. Фала ти, поздрав. Пријатно. Ајде, чао. Станете, македонци! Македонци, станете! Исправете се! Ние го носиме факелот на промената. А вие, ако вие не окренете гласот, кој ќе го окрене гласот за вас? Кој? Ако ние не изградиме оваа нација, кој ќе ја изгради? Ние сме оганот кој ќе осветли темнината. Ние сме бурата која ќе уништи неправдата и донесе просперитет. Ние сме оганот кој ќе го изгори секој очај. Сега мора да одлучиме дали ќе се удавиме во темнината на тој очај или ќе изгрееме како сонцето на надежта. Ние ќе ја смениме судбината на оваа нација или ќе ја оставиме врзана во синџири. А јас и да умрам, нека мојата нација македонска живеј. Сите македонци, носете ги овие зборови во вашето срце и направете споменик на промената во текот на историјава. Македонија е наша и нејзината иднина е во наши раце. Слобода или смрт, да живее Македонија. То ти е една змија со две глави, отровна, и СДС и ВМРО, истите се. Едно паре, ево ги. Стеблото што се одрекло од својот корен се нарекува трупец, а ние трупци, брату, за извоз имаме. Ево го, Сорос платил 45 милиона најмалце за промена на македонското ни име. Кому ги платил? Ова е смрт на Северна, се вика изложба. Слобода за Македонија. Ова е новата лична карта и старата лична карта. На старата лична карта, ево ја, националност македонец. На новата лична карта националност граѓанин. Каква е таа националност граѓанин, мене и ден денес не ми е јасно. Ајде, еве. Што Сега идам. Идам. А? Ако не ти се спи една кафе да дојш. Ќе дојдам, да. Ако ти се спи леги. Не, идам, не ми се спи, ајде, идам. Затоа што ако се направи една изборна единица ќе влезат многу повеќе пратеници од помалите партии, а вака народот е уценет за да гласа за нив.
страшно. Ајде здраве. Ајде, драјде. Значи стара манџа со тиква, ориз, малку зачини и малку месо. Сега пробај па. Многу е луто, земи едно, ама со нарати се јади ова. Нарати се јаде Викторче. Домашно лепче. Домашно лепче. Патиџанша, брат, од бабча е, све од бабча. Не, обаче. Ајвар, гоце вегета. Гоце ајвар. Овај пат вика со лопата да им фрлаш вегета. Дај им стопак. Амин, брату, фала на сите да поможите. Ако си поможиме сами, Господ ќе ни поможи. Ова е то. Знаеш како беше оној трикајчина ти пуштив шон се качи? Да. Поздрав, брату. 115 број сум. За да живее Македонија, гласајте за Гоце Вегета. 115 број, Охрид. Ќе го отепаме северџанизмот ком ува. Бам у стопанката.